Добар ден на сите, чест и задоволство ми е што сум дел од овој прекрасен ивент. Голем поздрав до организаторите на Drum Talk Скопје. Се надевам дека ќе имаме едно убаво дружење. Овој процес на штимање, ќе започнам со добро штимање. Се надевам нема да биде исцрпувачки и ќе бидат неколку мои клучни техники како да дојдеме до посакуван резултат. Како да дојдеме најдобро до најпобрзо, најбрзо да дојдеме до едно, ако може да се каже, идеално решение. Најпрви започнувам кога штимам добош, најпрви започнувам со штимање на резонантната пластика. Една од работите кои сакам да ги напоменам кога ќе ставиме резонантната пластика, кога ќе започнеме со штимање, пожелно е, јас преферирам така, горната пластика да не ја ставаме. Бидејќи резонантната пластика малку е специфична за штимање и не секогаш можеме да го слушнеме посакуваниот тон, бидејќи специфичноста на пластиката е таква. Така да јас од прилика преферирам резонантната пластика да ја штимаме на некој стандарден тон и од прилика тоа би било тон А. Плюс за ова намена јас доста често користам и справа која работи на тензии, претпоставувам дека сите ја знаете, има драм, дајал, мислам дека се вика и тама исто има. Работи на тензии, додека имам некое посакување, се извинувам, додека имаме некое непосакувано зуење на жицата, со таа справа ќе добијам еднаква тензија на сите шрафови и тоа ќе ми возможи да немам евентуално и непосакувано зуење на резонантната пластика. Јас сега денеска сакав да презентирам на мој добош, Pearl Sensiton, но вчера имав една непосакувана случка, одеднаш веројатно од промена на температурата се случи резонантната пластика да ми пукне, се извинувам. Така да благодарам на Благој Антевски што ми излезе во пресред да ми го поземи неговиот добош. Јас ја пробав пластиката така да резонантната пластика доста совршено сега функционира, така да нема многу да должам околу резонантната пластика. Од прилика на кратко тоа би било се, како една основа. Сега јас ќе преминам да позборувам малку за горната пластика, за процесот на штимање на горната пластика. Како и сите сами што знаеме, најпожелно е кога ја ставаме пластиката за прв пат, на добошот, кога ќе го наштимаме малку пониско, да притискаме со рака, бидејќи со тој начин ќе овозможиме и повторно да затегаме и повторно да притискаме, бидејќи на тој начин ќе овозможиме на пластиката подобро да седне, да легне. Така да ова е пожелно да се направи, бидејќи можеме да направиме прилично фин штим, добро да го избалансираме и при само неколку секунди, можеби или една минута, може да се случи да падне штимот и за полустепен. Така да ова јас лично го препорачувам, доста често јас го неам користено, така да во принцип пожелно е тоа да се направи. Јас генерално, кога започнувам со штимање на горната пластика, преферирам да го наштимам што подобро на понизок штим. Ова го кажувам бидејќи доколку одржим една конзистентност на сите шрафови во понизок штим, нема подоцна да стравуваме, доколку одиме со штимот повисоко, нема да стравуваме дека нема да добиеме конзистентност и еден прилично добро избалансиран штим на добошот. Јас за оваа намена за штимање на добош, а и за останати елементи од бубневите, користам една справа која се вика TuneBot Studio. Мислам дека има и TuneBot Live и можда уште некоја варијанта, не знам точно. Претпоставувам дека повеќето знаете за која справа се работи, доколку некој не знае, оваа справа работи на фреквенции и на тонови. Така да за мене лично оваа справа доста ми има помогнато во животот, да заштедам многу труд, енергија и нерви. Така да кога ќе одредиме некој посакуван тон кој сакаме да го добиеме на добошот, оваа справа со сигурност секогаш ќе ни помогне фреквенциски еднакво, да ги наштимаме сите шрафови подеднакво. Така да, сега јас ќе започнам со штимање на горната пластика. Пожелно е кога започнуваме со штимањето, TuneBot-от да го ставиме најблиску до шрафот кој ќе ни биде прв за штимање. Така да
кога ќе мавнеме значи блиску до шрафот, на тюнботот ќе ни покаже на пример 280 Hz или да кажеме некој цис тон. Да кажеме еве сега ќе започнеме со цис тон или D, се едно кој да е. И што значи во превод? Кога јас ќе добијам овдека тон кој го посакувам, значи што имам, да кажеме еве сега сме на цис, ајде да на пример да одиме на тон D. Кога ќе мавнам сега, значи што имам се додека не го добијам, да кажеме тонот D. Сега добив тонот тука де на шрафот и овдека има една опција триаголниче. Кога ќе го стиснеме, тоа значи дека на тюнботот му задаваме опција или поедовна точка да почне да мери сите шрафови, значи кога ќе го ставам сега на другиот шраф, ќе ми прикажува разлика фреквенцијски, значи точна разлика за колку сум во минус или во плюс фреквенцијски од горниот шраф. Значи како што напоменав на почетокот, пожелно е да се штима во, поготово ако е нели пластиката нова, да штимаме во ѕвезда патерн. Така да, еве сега ќе се потрудам што побрзо може да го наштимаме тонот D. Оваа справа со сигурност можам да ви кажам дека доста често и немаме потреба значи да одиме до секој шраф, така да кога што имаме да кажеме овој шраф, паралелниот шраф што треба да го наштимаме, во принцип ќе ни покаже сличен резултат. Така да може и до секој шраф, но и не мора. Малку сме високи. Сега значи добивме, еве ако можете да видите убаво, добивме едно прилично добро избалансирана 294 Hz тон со значи прилично јасен тон, поготово фреквенцијски. И тоа значи би звучело вака. Има малку овертонови. Бидејќи значи не би сакал многу да должам околу прецизно значи штимање сега значи на горната и на долната пластика, и има доста уште работа во овој добош, но бидејќи не ми дозволува времето, јас само значи сега конкретно за оваа намена само сакам да презентирам процес значи како го штимам добошот. Значи оваа алатка која ја споменав, тюнбот, на мене секогаш ми врши работа, бидејќи со тоа секогаш сум сигурен, значи тон кој го ние посакуваме, дали тон D, дали тон цис, секогаш во кога сакаме секогаш да добиеме тон цис, ние со сигурност ќе можеме да го вратиме штимот перфектно значи во тонот кој го посакуваме, а во моментот тонот D. Следното значи што сакам да кажам дека бенефитот кога ќе започнам ниско, сега е малку повисоко наштиман добошот, кога ќе го наштимам значи ниско добошот е да така држувам значи подобра конзистентност и значи со сигурност подоцна нема да стравувам, како што предмалку кажав, дека ќе ми нема да добијам добар баланс помеѓу шрафовите. Една значи се извинувам доколку сум многу досаден со оваа справа. Една иначе клучна ствар, бидејќи ја користам оваа справа, е додека снимаме во студио поготово, можеме да го наштимаме добошо, да кажеме по слух. Не кажувам дека не треба, супер и така да се вежба,
Но предноста на оваа справа е доколку штимаме значи добош и да кажеме сме наштимале на тон Д. Може да се случи како самите што знаете кога ќе почнеме значи да штимаме да свириме добош или бубањ во некоја песна, може да дојде до знатно значи опаѓање на штимот. Сега, замислете, сте работеле можда со денови или сати во студио да најдете некој најдобар баланс и најдобар штим за кој вие мислите дека ќе функционира, и при само неколку минутно свирење или кога ќе ги преслушаме тековите кои сме ги отсвиреле, ќе приметиме дека имаме доста знатно значи опаѓање на штимот. Сега, мене исто доста често ми се има случувано и кога сум снимал значи тапанари, бидејќи имам и студио, и кога јас сам себе сум се снимал, да слушнеме, кога бираме тейкови, да слушнеме еден тейк и да кажеме ово е тейкот кој го сакаме, значи најдобра енергија, најдобро отсвирен, но штимот знатно опаднал. Така да ова справа јас лично повторно ќе кажам ја препорачувам на сите, поготово ако имаме ако снимаме во студио. Така да тоа многу ќе ни заштеди на време и енергија, поготово во студио. Следното исто што би сакал да го кажам е дека поготово значи за 14-инчен добош штимот може да оди нели од ова и пониско и повисоко, во зависност од она ние што го сакаме. Така да за сингл плај, да кажеме, пластики или коутед, би можеле да го наштимаме доста повисоко добошот и пластиката нема да биде премногу затегната. Доколку користиме, например, двослојна некоја пластика, ќе има некој поспецифичен звук. Јас би кажал, ако може да се каже, како налик на кога удираме во маса, потап некој звук, но со таква пластика ќе можеме значи да го наштимаме добошот знатно пониско, а да имаме значи добра конзистентност помеѓу шрафовите. Доколку ми остане подоцна време, ако и вие сакате, може да ви презентирам и подоцна значи некој друг штим на добош. Не би сакал повеќе да се задржувам околу значи начинот на штимањето на добош. Така да, следна работа што би сакал да ја кажам, да позборувам малку за штимање значи на томови. Значи, овој начин на штимање на томови кој ќе ви го презентирам е на 10-инчен том. Се работи за Pearl Masters Maple, мој том. Мислам среќа, не ми се скина и резонантната пластика на овој том. Супер. Така да, овој начин кој ќе ви го презентирам бара уште малце повеќе труд и нерви, за разлика, ако може да се каже барем по моје мислење, за разлика од штимање на добош. Се работи за специфично штимање, така да овој начин што ќе го презентирам на 10-инчен том се базира значи на ист метод за сите останати томови. Секогаш значи започнувам кога штимам том, едно од работите што би сакал да кажам дека е доста важно, пластиката која не ја штимаме да ја ставиме или на нога или на нешто што би ја демфувало пластиката. И секогаш значи започнувам со штимање на резонантната пластика и тоа го правам во специфични значи интервали. Најдобро решение до кое јас имам дојдено, проучувано со години, бидејќи доста посветувам значи внимание околу штимање, е резонантната пластика и горната пластика да се штимаат со разлика од 3 полустепени. Така да, јас значи сум штимал пластики значи да бидат на со иста тензија, да кажеме посакуваме тон Е, горна пластика Е и долна пластика Е. И тоа ми функционирало во доста случаеви, значи на одредени димензии, но кроз повеќето од времето открив дека ако штимам со разлика од 3 полустепени, секогаш ќе добијам посакуван резултат без разлика, значи дали се работи за 10-инчен, 12, 14, 16, значи за било која димензија на том, разлика со 3 полустепени со сигурност можам да потврдам дека ќе го даде посакуваниот резултат. Така да бидејќи нели ги штимам пластиките со разлика од 3 полустепени, постои специфичен значи метод кој можеме да го примениме како да го слушнеме значи фундаменталниот или основниот тон или посакуваниот тон кој го ние бараме, да кажеме тон Д, С, Ф, било кој. Така да, како што и самите знаете, во овој случај фундаменталниот тон нема да биде значи тесно поврзан со индивидуалниот пич на резонантната и горната пластика. Така да, ако сакаме да добиеме тон Д
значи фундаменталниот тон кој сакаме да го слушнеме како основен тон на томот, тогаш ова е многу битно што ќе го кажам. Тогаш значи резонантната пластика ќе ја наштимаме за полустепен пониско. И тоа значи во превод цис. Така да сега ќе започнам исто со штимање на резонантната пластика, за да добијам прилично избалансиран цис тон. Значи ист принцип како и за добош, обавезно ја користам оваа справа која ми помага што побрзо да дојдам до идеално решение. Значи сега добив цис тон тука на дисплејот, иста е постапката, стискам триаголниче и можам да предам на другиот шраф за да тюнботот ми покаже разлика за колку фреквенцијски, значи за колку сум во минус или во плюс. Така. Оно што сакам да го кажам, оваа справа исто има опција да може да ставите дали што имате значи горна пластика, дали што имате долна пластика или фундаментален тон. Така да доста е важно, значи доколку ја имате исправата, да користите опција овдека дали што имате горна пластика или долна пластика. Значи како што можете да забележите, тука значи за 2 Hz кога имаме разлика во тюнботот и звучно се приметува разликата. Значи отприлика сега би требало значи да добиеме едно прилично чист цис тон. Сега значи ќе пројдам на горната пластика. Како што значи напоменав на почетокот, ги штимам томовите во специфични интервали. Така да, ако од основниот тон кој го ние посакуваме да го слушнеме D, се спуштивме на резонантната пластика за полустепен, а тоа е цис, тоа значи дека од тонот цис ќе одиме за 3 полустепени на горната пластика и тоа би било тон AIS или B. Како ви е позгодно така. Значи ист е процесот на штимање. Значи сега го добив тонот B, стискаме тука опција и можеме да одиме до секој шраф поединачно. Јас лично преферирам штимањето да го правам со палица или со клуч, доста често и со прстин, но некогаш со палица кога ќе мавнем и со прст може да ни прикаже разлика во неколку херци, така да јас лично моја препорака е со палица да го правиме ова. Поготово ако имаме тюнбот.
Не секогаш значи сме во можност да го наштимаме, значи да ја наштимаме пластиката перфектно. Значи може да се случи на дисплејот да ни покажува разлика, значи исто и во фреквенциски 1-2, но доколку еднаш кога ќе мавнеме ќе ни прикаже да кажеме 0, некогаш 1, некогаш 2, тоа значи има врска и дали ќе мавнеме по тивко или погласно. Така да, од прилика, значи сега исто добивме еден прилично избалансиран бетон и кога ќе го трнеме, значи томот од ногата, треба да добиеме еден прилично чист и избалансиран тон кој многу наликува на тонот D. Тоа би звучало значи вака. Се надевам дека ви звучи прилично фино. Така да, од прилика, значи ова е се, значи овој начин на кој значи ги штимам томови, значи со разлика од 3 полустепени. Значи важи истото правило и за 12-ка и за 14-ка, мислам не е правило, него туку моја лична препорака. Начин на штимањето, значи со разлика од 3 полустепени да биде и за 12-ка, и за 14-ка, и за 16-ка и 18-ка и ќе го даде посакуваниот резултат. Една од работите кои би сакал да ги кажам е дека, мислам, едно од прашања кои сигурно би ми ги поставили и сам сум си ги поставувал на себе е дали да го менуваме, значи пичот во зависност од конструкцијата на самиот тапан. Јас би рекол не во преголема мера, бидејќи, нели, како што и сите сами знаеме, различни томови, различен добош, различен сет од бубневи имаат свој некој карактер, некоја боја на звук, но една од работите што јас би ги кажал дека доколку штимаме конкретно еве сега за тонот D, за 10-инчен тон, доколку го штимаме на тонот D полустепен пониско, тонот cis или повисоко од D максимално, не би кажал едно од инстант решение, него со сигурност можам да кажам дека нема да погрешите, бидејќи јас никогаш немам слушнато 10-инчен тон да не звучи добро, а да не е во овој опсек на томови кој зборував. Значи мислам на тонот D cis и dis евентуално максимално како основен тон, како фундаментален, да не дојде до збунка евентуално за полустепен предмалку тоа што го зборував. Следното исто што би сакал да кажам е дека нели постојат и различни пластики, различни типови на пластики, single ply, ultra thick и што се не. И сите имаат нели своја некоја одредена висина каде најдобро звучат. И едно од прашањата сигурно би било дали да го менуваме, значи начинот на штимање во зависност од пластиките. Јас би рекол не, бидејќи ако штимаме со разлика од 3 полустепени, секогаш исто ќе добиеме посакуван резултат без разлика за кој тип на пластика се работи. И тоа го имам истражувано, така да од ова генерално, од ова лично мое правило, јас не би сакал, ако може да се каже и до крајот на животот не би го сменил тоа правило, да штимам, значи, резонантната и горната пластика, да ја штимам со разлика од 3 полустепени. Една од работите, значи, една од работите не е исто, значи, кога штимаме томови изолирано, и друго е кога ќе ги ставиме во сет. Така да, доколку имаме, да кажеме, два тома, 10 и 14 или 12 и 16, значи небитно, кога имаме два тома, тогаш не имаме повеќе слобода да креираме интервали кои ние ги посакуваме. Но доколку имаме 10, 12, 14, 16 и 18, да кажеме, или 10, 12, 14, 16, се едно, поголем сет, тука мораме да направиме еден компромис. Компромисот мора да го направиме бидејќи нашето уво и нашата перцепција не ни дозволува секогаш да воочиме разлика помеѓу томовите, бидејќи разлика од 2 инчи диаметар по том е премала за да можеме да слушнеме разлика во интервал. Така да јас лично исто и за ова намена препорачувам во доста често случаи кога имаме ваков, значи тип на сет, да се штимаат, значи за кварта пониско томовите. Не би кажал дека е инстант решение, него решение кое сигурно ќе ви функционира добро и ќе сте задоволни со тоа. Не би кажал дека не треба да експериментираме со штимовите. Јас сум најголем поборник дека не треба никогаш да правиме нешто што мора, туку само нешто го напоменувам ова бидејќи моето искуство ми покажало дека ако го наштимаме така бубањот, кога имаме таков сет, ќе бидеме прилично задоволни.
така да и тонецот во лајв ситуации, а доста често сум и јас или снимателот кој ќе ве снима, ќе ви биде благодарен. Така да не викам значи дека не треба да се експериментира со штимови кога имаме поголем сет, но тоа уште многу повеќе бара време, труд и енергија, така да во студиски услови е препорачливо и тоа доста често може да направи значи една убава хармонија кога, како што самите знаете, нели, кога ќе мавнеме во еден том, се слуша и другиот том, и третиот и четвртиот, како резонира значи горната и долната пластика, и така да кога се играме значи со штимови, тука добиваме уствари една прилично убава, јас би рекол, хармонија на која ќе почне значи во просторот да се движи, и тоа што значи микрофоните ќе го снимат уствари е вашиот аутентичен звук на тапани. Од прилика значи исто тоа е конкретно генерално општо значи за начинот на штимање на томови кој јас сега ви го презентирам. И следното што би сакал да кажам е значи за штимање во лајв ситуации и во студио. Се извинувам, малку вода ми треба. Во лајв ситуации, значи кога свирам, секогаш се трудам значи да ги штимам томовите добошот на ист принцип за кој досега зборував. Но доста често од различни причини не секогаш сме во можност да ги штимаме на овој начин, без разлика сега можеби го немам тюнбот понесено или што год, значи. Така да кога ќе го наместам бубањот, ако претходно не сум го наштимал, се трудам да пуштам некоја апликација, значи која генерира одредени тонови кои јас нели ги посакувам да ја наштимам пластиката, или ми се има случувано да гитаристот или колегата кој сега е присутен во моментов да го замолам да ми отсвири на пијано тон и така да по слух да дојдам најбргу што можам до посакуваното решение. Доста често ние во лајв ситуации, сите сме го правеле тоа и сите сигурно го прават и ќе го правиме, користиме разноразни значи салфетки, мунџели, демфери, што се не, поготово значи на томови. И со тоа мислиме дека ќе добиеме еден добар резултат значи на звук, но јас со сигурност ќе кажам едно, дека ние со тоа доста често повеќе правиме значи штета и го неутрализираме значи основниот карактер на самото дрво и самиот тип на тапан. Така да не кажувам значи дека не треба да се користат мунџели тие такви ствари, бидејќи јас ги користам, но не треба да ги користиме доколку сакаме да добиеме значи инстант решение од лошо наштимани томови. Така да и јас сум го исто тоа правил, значи сум ставал добро, штимам, окей, не е нешто баш сега најсјајно, па окей, ставиме мунџелче или салфетка, супер, бомбона, функционира. Функционира, мислам, али не толку добро. Така да треба да се стават, но доколку стварно сакаме да добиеме од типично таков звук и таков карактер на боја, на том или на добаш. Една од работите кои сакам да ги напоменам околу демферите и такви тие ствари, дека јас доста често во лајв ситуации кога имам поготово мала бина, се трудам значи да ставам, доста често ставам мунџел или нешто на резонантната пластика, и тоа го правам највеќе бидејќи со тоа значи ја смирувам комплетно бината, бидејќи на тој начин доста често бубањот нели како и самите што знаете резонира, има свој звук. На тој начин ја смирувам бината да не правам проблем на другите околу мене. Додека во студио, значи, јас лично препорачувам, колку и да звучи чудно тоа, што повеќе може да пее, значи, бубањот. Сега, значи, ќе продолжам да зборувам за штимање, значи, во студио. Една од работите кои јас би ги кажал за штимање, значи, кога имаме тапани во студио, препорачувам да се штимаат во тоналитет на самата песна, или ако да се потрудиме што повеќе можеме да изградиме интервали кои одговараат многу на самата песна. Така да не би кажал исто и ова дека мора, но стварно е пожелно. И подоцна што кога ќе ви презентирам неколку снимки снимени од
големи имиња продуценти и бубњари и песни кои сите ние сме ги слушнале, мислам ќе дојдете исто и до тој заклучок колку е важно, значи, да посветиме внимание на штимање на томовите и на добошот. Јас лично, значи, кога почнав да штимам бубњеви, и не би кажал дека сум, мислам, сигурно не сум експерт во штимање на бубњеви, но посветувам доста внимание бидејќи снимам бендови, така да се нешто ми смета, не ми се свиѓа, така да доста посветив внимание, можеби затоа што се бавам и со студио, па не би кажал може, него веројатно и така, бидејќи само да сум свирил бубан, мислам дека и познавајќи се себе си, не би посветил, можеби, искрено да ви кажам, 2 минути во мојот живот да штимам бубњеви. Но кога започнав со штимање, на бубњеви, јас почнав, значи, да размислувам на бубњевите, почнав да размислувам комплетно другачи и, значи, да ја сменив комплетно мојата свирка. Што значи во превод сакам да кажам дека кога имам некоја авторска песна да снимам, без разлика дали е моја песна или за некој друг, јас, значи, на свирењето на тапаните и на томовите не гледам на нив само како еден звучен ефект, него како сега, значи, ги гледам како една, да кажеме, гитарска фраза или пијано фраза, значи некое лајт мотивче кое ќе се протне меѓу песната. Така да, ако нели знаеме однапред за кои интервали ги имаме наштимано томовите, кога ќе седнеме и кога ќе креираме песна и кога ќе правиме некој прелаз, на нив нема да гледаме само како средство некое кое ќе направи некој вау звучен ефект, него како да го вклопиме прилично фино хармонски во самата песна. Јас исто, значи, и се трудам и во лајв ситуации да свирам така. Сега можеби звучи доста претенциозно, но стварно е така, се трудам максимално кога свирам некоја песна, кога ќе направам некој прелаз, тој прелаз да функционира, значи некако да функционира точно некако во хармонијата. Лично тоа е мој концепт и пристап кон свирење на тапани, поради, значи, штимањето кое го одвојувам, доста од времето одвојувам на него. Така да лично мене ми е многу пофино и посимпатично кога јас, например, ќе правам прелаз, кога ќе слушнам дека се многу прилично фино се вклопува во хармонијата, отколку да направам некој парадидал или не знам што. Така да, искрено да ви кажам, не сум нешто ни превише во изверзиран да свирам по бубњеви виртуозно. Туку мојата насока е насочена таму да штимам тапани и да свирам на тој принцип. Така да се надевам дека можеби ова што го кажувам, дека можеби некого исто малце ќе го пипне, што се вика, или ќе го наведе на размислување додека прави некоја песна, да проба, значи, да свири по томовите и да проба да слушне што свират останатите и да го вклопи тоа се хармонски. Еден од примерите кој би сакал да го кажам, мислам накратко, еве да кажеме, можете да замислите доста често, поготово во песните кои ги имаме, не се нешто, нели, хармонски, немаат некои отстапки, модулации или што се не. Имаме некоја вожња, да кажеме, на бас гитара или на гитара, која има константно, да кажеме, пример, тон Е, и сега вие сте одбрале, да кажеме, да свирите преку флортом некој грув, и басистот свири тон Г, а вие упорно, пример, свирите тон фис на флортом. Мислам, јас лично, можеби некој несвесно го прави тоа, можеби некој свесно го избегнува другиот том и не свири така, но само јас сакам да посочам дека на тоа доста посветувам внимание, кои томови, кој штим и како ќе го вклопам тоа во песна. Така да, ако не ми се вклопува во песна, не правам прелази и јас лично ретко правам прелази, така да, мислам, ги правам кога само мислам дека ќе функционираат симпатично во самата песна. Луѓе, се надевам дека не ви премногу досаѓам околу штимањето. Можеби сте очекувале дека јас повеќе ќе свирам, а помалку зборувам. И едно што би сакал да кажам дека лично оваа тема ја избрав бидејќи ова е доста голем предизвик за мене, бидејќи до сега секогаш сум настапувал како бубњар, како музичар, а ова ми е прво вакво излагање да зборувам и верували или не, се осеќам кога прв пат седнав на тапани пред публика, така да стварно се извинувам доколку малку сум брз евентуално или
конфузен, но се надевам дека отприлика сосема солидно ви дадов еден процес како јас гледам значи на штимањето на тапани во лајв ситуација, во студио и основите значи на штимањето на бубњеви кои јас ги преферирам. Последната тема за која исто ќе позборувам, а би сакали сите да се по можност вклучиме, а тоа е значи оваа тема ќе ја дообјасни значи темата за се ова значи јас досега што го зборував, па самите можеме значи да пресудиме, ако може да се каже, дали ова што го зборувам функционира или е само една обична теорија или функционира во пракса. Тука имам значи неколку снимки од познати значи номери, ги имам како мултитрак, значи тоа се оригинални снимки по канали и можеме да пуштиме еден пример како големите, ако може да се каже, имиња и продуценти и бубњари штимаат значи добош и како тоа се совршено вклопува во самата песна. Еве вака. Оп. Немаме звук нешто. Ако може некој да... Да. Добро. Ова е песна од Killers, сигурно сите претпоставувам имате слушнато. Ке појачам ако треба. Значи, јас ја пуштив песната чисто само да ја препознаете. Сега ќе го пуштам значи изолираниот канал на бубањ. Да слушнете. Значи, како што можете сите да забележите, нема демфер на добош. Доста често ние додека го свириме, значи нели добошот ставаме демфер бидејќи сакаме да го избегнеме баш овој тон кој сега е доста доминантен. Така да и подоцна во продукцијата овој тон уште повеќе, значи со одредени алатки уште повеќе, значи се, ако можам да кажам, се буста, значи уште повеќе да дојде до израз. А доста често ние правиме грешка, овој тон, значи ќе наштимаме добош и ќе ставиме демфер и ќе го неутрализираме тонот кој е многу битен конкретно за оваа песна. Како што можете да забележите, се работи за тонот Б. И случајно не е вака наштиман, бидејќи хармонијата во која се движи песната и основата е тука. Еве ќе пуштам да кажеме и бас гитара. Сега кога ќе пуштам и гитара, ќе можете да слушнете уште подобро. Значи добошот нели има прилично изразен сустейн и јасно се слуша тонот во кој е наштиман. Така да еве како што можете да забележите,
доста значи е запазен штимот во кој е добошот, бидејќи тоа е доста важно значи за комплетнава песна. Значи што се вика, седнал човекот, размислувал и не случајно го наштимал тонот во тонот Б. Сега ќе ви пуштам да кажем и уште една numera. Значи, ако приметувате сите, кога имаме значи комплетна песна, ние кога го слушаме бубењот, не го слушаме овој тон изразен. И мислиме ајде ако може да се каже дека е доста демфован добош. Но кога ќе го пуштиме изолираниот канал на добош, ќе слушнаме уствари колку знатно се слуша изразен сустен и колку доста пее тонот, кој исто не случајно е наштиман вака. Еве со бас гитара да кажеме. Еве гитара. Значи се надевам дека ја забележувате значи разликата и како се движи значи хармонијата и колку паметно значи имат посветено значи време значи кој штим на добош поготово ќе има тука. Јас ги немам изолирано значи каналите на томовите и да не ја тражам сега песната каде и што и како е, но ист принцип имаат направено и за добош и за томовите. И бубњарот или тапанарот значи ист принцип, значи концепт мислам, еве, можеби бидејќи јас така размислувам, ги прави прелази секаде на местото каде што хармонски ќе се вклопи во самата песна. Еве, може да пуштиме да кажеме и уште една numera. Поп песна Лимонатка. Значи претпоставувам сега дека сте веројатно сконцентрирани значи да го слушнете добошот како функционира во песната. И тоа значи би звучало вака кога ќе слушнеме бубањот. Значи, како што можете забележите, генерално, не кажувам дека секаде, значи зависи од музиката, пожелно е значи што доста често значи да не ставаме демфери, значи да не го пригушуваме звукот, бидејќи овој тон кој се слуша знатно и помага подоцна на продукцијата. Да не се стават демфери бидејќи доколку имаме отворен звук и го снимиме, доколку ние сакаме подоцна звукот да не биде таков, ние лесно во студио можеме да примениме алатка да го неутрализираме тој тон, доколку би сакале да звучи така. Но додека ако имаме ставено демфер и го снимиме така добошот, исто така постојат алатки кои може да го отвори звукот, но ќе дојде до многу непосакувани артефакти. Така да, од прилика, се надевам дека не ви бев премногу досаден и дека нешто слушнавте сосема симпатично. Значи, стварно ви благодарам. Ова беше стварно значи, за мене преубаво искуство на кое
онака стварно ќе се сеќавам до крајот на животот и се надевам дека нешто барем малку помогнав или дадов еден можеби за некого поинаков концепт на начин, можеби на свирење на тапани, ако не свирев, теоретски го се ова зборував. Значи направив и презентација на неколку различни номери да слушнете како, значи се штимаат тапаните, како големите имиња го прават тоа. Па така да доколку сакате да потрошите време и нерви и труд малку околу штимање, јас лично ви препорачувам и мислам дека ако се вежбаат и рудименти по 2 часа, зошто да не вежбаме значи штимање по 2 часа. Така да се надевам дека имам можеби некое прашање или некоја дискусија. Доколку нема, се извинувам, не гледам. Не, од светлото не гледам. Емил, знаев. Симпатично. Благодарам. Да, супер авантурно ми се догаѓа тоа што некој конечно се реши да елаборира околу тема. Благодарам. Што реално мене многу време ми е посветено на штимање. Сметам дека имам добар штим. Ама стига момент кај што има разлика меѓу свирење во студио и свирење лајв. Да. У студио можеш да го смениш штимот. Добро. Што правиме за лајв? Е вака. Многу ми се допаѓа прашањето, верували или не, размислував исто доколку некој ми го постави ова прашање. Јас лично кога свирам, значи доста често со мојот авторски бенд, да го презентирам бендот, се работи за Ки бендот, користам еден поинаков пристап, значи носам звучна карта и значи поготово значи се трудам ова што сега го спомена ти, бубањот значи со сигурност да оди преку звучна карта. Така да ние кога свириме, значи имаме свириме со матрици, одиме преку Cubase и целиот проект е автоматизиран. Што значи во превод на тоа? Дека јас од прилика имам избалансирано штим на добош кој функционира од прилика за степен, полустепен, пониско или повисоко за сите песни и имам справа која користам, се вика Torque, нешто така. Можеш, знам дека те интересира такви ствари да ја провериш. И кога ќе дојде до промена или некоја поголема одстапка во тоналитет, самата автоматизација го менува, значи ако може да кажеме вештачки ми го менува тјунот да дојдам до посакуваниот резултат. Така да се надевам дека тоа би било. Здраво, Филип. Не испуштив за бас бубањот, супер што мислам не испуштив, бидејќи погледнав колку е часот, не сакав нели да влезам превише во времето, бидејќи Иво има исто многу работи што треба да ги каже во интерес на времето. Јас за кикот, например, генерално доста често исто ја користам, значи оваа справа и значи напоменувам разлика со 3 полустепени. И за кикот, јас генерално, не дека не му давам премногу на значај, но тука, например, ако може да се каже, би оставам, значи, да што повеќе да се играме со експериментирање на звукот, бидејќи доста често, нели, во 90% од numери, кикот, значи, нели, има разноразен сунгер или што се не, и звукот е, нели, демфован и сите овие работи што ги зборуваме можеби за фреквенции и такви ствари опаѓаат, нели, паѓаат во вода, бидејќи со само оставање на некој сунгер автоматски не е, ако може да се каже, пресудно ова. Но супер што ме потсети, еве сега една 5 секунди ќе пуштам пример каде што има отворен песна со отворен бас бубањ и во оваа ситуација е паметно изберен штимот на бубањот. Се работи за една песна и од еден бенд кој лично јас воопшто не го сакам, а претпоставувам дека кога ќе ви пуштам ќе кажете Милоше, не ти требаше ова, него чисто како пример да кога имаме отворен звук на кик, како функционира во студио и во тоналитетот. Исто значи добошот функционира така како еве го кикот. Значи слушаме, не е затворен кик, нема демф, него има знатно изразен сустейн, така да и за кикот имаат посветено време како значи да го наштимат, да функционира добро и да има добар лоу енд.
Но ретко е ова. Нема? Уф, супер. Добро, дечки, тоа да не должиме многу. Ви благодарам пуно.